Во тек е истрага за тежок кривичен случај поврзан со сексуална злоупотреба на малолетни лица во Штип, кој како осомничен се јавува 65 годишен жител на градот, собственик и управител на приватен образовен центар, каде што истовремено држал и дополнителна настава по математика. Речиси 3 години, 3 малолетни девојчиња на возраст од 10, 11 и 13 години биле жртви на сексуално злоставување. Случајот бил откриен по реакција и пријава од страна на родителите, кои забележале промени во однесувањето на децата и по добиените информации се обратиле до надлежните институции. По пријавата, полицијата и обвинителството презеле мерки за обезбедување на докази и започнување на истражна постапка. Случајот отвори поширока јавна дебата за тоа колку се безбедни приватните образовни центри и дали постои доволен институционален надзор врз нивната работа. Приватните центри не се под надležност на Министерството за образование и наука, за жал. Моите информации кои ги добивам од стручните служби велат дека тие се надвор од системот. Ние предвидуваме закон за да ги вклопиме во системот образовен, нели? За да можеме и да спроведуваме мониторинг на нивната работа. По наредба на судот, полицијата извршила претрез во домот на осомничениот и во приватниот образовен центар, при што биле обезбедени материјали и предмети важни за натамошната истрага. Центарот според информациите функционирал во Штип повеќе од една деценија.